денеска зборуваме за зелената агенда на Западен Балкан, во тој контекст и зелената агенда на Северна Македонија. Првото прашање за вас, министерке, колку е реална зелената агенда во Северна Македонија? Зелената агенда ќе биде реалност во Северна Македонија ако се изработиме домашната задача. А ние почнавме да ја работиме домашната задача. Значи, прво нешто начално да кажеме дека што значи, ние сме во моментот во фаза на изработка на национален акционен план за зелена агенда, го координираме ние како министерство, таква задача добивме од владата да ги координираме сите останати сектори и ќе го направиме тоа. И овој национален акционен план фактички ќе биде пандан на регионалниот акционен план за Западен Балкан, бидејќи знаете дека зелената агенда се однесува за сите земји од Западниот Балкан. Сега тој произлегува од Софиската декларација и опфаќа повеќе сегменти. Зошто ни е битен и зелената агенда и акциониот план за спроведување на зелената агенда, бидејќи во него ќе ги детерминираме сите идни активности кои што треба да ги направиме за да ја имаме зелената агенда во нашата држава. А што значи тоа? Во делот на повеќе пилариси, еве ќе ви ги споменам, значи зборуваме за декарбонизација, зборуваме за циркуларна економија, за мене особено е битна циркуларната економија затоа што треба да на тој начин ќе ги намалиме количините на отпад. Со декарбонизацијата знаеме ќе ги намалиме влијанието на климатските промени, автоматски борбата против загадувањето, одржливо земјоделие, производство на храна и заштита на природа и биолошка разновидност. Значи има повеќе сегменти, сите се тесно поврзани помеѓу себе и сите зависат помеѓу себе. Сега битно е точно да утврдиме, значи мерки, активности, временска рамка и финанси како сето тоа да се спроведе. Вака, знаеме дека зелената агенда или она колку ние ќе спроведеме од неа ќе зависи тоа колку добри ќе ни бидат оценките од ЕУ, затоа што тоа е нели поврзано со Европскиот зелен договор. Каков е досега нивниот впечаток во однос на онаш ние што работиме во контекст на зелените политики? Во однос на делот на животна средина, скринингот помина во јули месец. Јуни или јули, ги мешам месеците, не е битно. Значи, она што јас бев 3 дена на скринингот, учествував активно, сакав да видам какви се реакциите на Брисел према државата. Значи, ваква беше пораката кога ги завршивме првите 3 дена. Знаете што сакате, знаете каде сте, знаете што сакате, на добар пат сте, имате добра регулатива која што е усогласена со европското законодавство. Ви недостасува уште добра имплементација. Има имплементација, факт не е дека нема. Меѓутоа, животна средина е комплексно поглавие, едно од најскапите поглавија покрај земјоделие. Знаат дека ни требаат многу финансиски средства, ЕУ ни ги нуди како можност, ние тоа го користиме. Прашањето на капацитетите за искористување на финансиските средства е нешто за кое што треба сериозно да се дискутира и дебатира во државата. Ние имаме децентрализиран систем и де факто општините се тие кои што треба најголем дел од работите да ги спроведат. Меѓутоа капацитетите на општините за жал се слаби. Не во сите општини секако, има исклучоци, меѓутоа се слаби. Треба да почнат општините да размислуваат малку за регионално здружување, да речеме во рамки на цел регион или во рамки на микрорегион, да си помогнат едните на други, бидејќи навистина има многу надлежности. Со еден или двајца вработени луѓе во општината не можете да управувате со животната средина. Значи мора да се зголемат капацитетите. Централната власт е тука, министерството е тука да им помогне во секое време. Ние и превземавме дел од процесите, бидејќи видовме дека тоа тешко се спроведува на терен. Ќе помогнеме, меѓутоа мора да се го превземат и они делот од одговорноста. Дали постои план, стратегија како да се надминат овие пречки, особено во експертизата и човечките ресурси, што очигледно тоа има најголемата болка на локалната самоуправа, односно на општините? Многу пати се правени анализи за недостатоците, институционалните, човечките, финансиските капацитети. Еве да речеме нешто што е голем проблем, а треба да учествуваат многу во спроведувањето на законите од животна средина, се да речеме јавните комунални предпријатија кои што поради економската криза сега се во сериозни долгови. Баш во моментов правиме пресек да видиме околу 90 и неколку јавни предпријатија што функционираат во државата, какви им се финансиските оптеретувања
односно неплатените долгови најчесто према државата. Јас ја видов анализата на половина, бројките се фрапантни. Страшни се, значи економската криза, односно енергетската криза, се извинувам, направи сериозен удар на јавните комунални предпријатија, се зголеми цената на енергијансот, кој што го користат, а паралелно не се зголемија цените за услугите. И немаат со што да ги покријат тие трошоци кои што ги направија тогаш во многу незавидна положба се. Мислам дека ќе треба да се сериозно да се дискутира на таа тема, кој ќе ги имаме целосните анализи, меѓутоа средствата се многу големи. Во кој од областите опфатени од зелената агенда, како што ги рековте и вие ги набројавте, најмногу се вложува во контекст на креирање на зелени политики и во нивно имплементирање? Кога зборуваме од аспект на животна средина, бидејќи најголемиот дел се врзани со животна средина, она што моментално го правиме, односно го прави ова влада веќе подолг временски период е сериозно воспоставување на регионалните системи за управување со отпад. Тука имаме најголемо внимание, бидејќи секој што ќе дојде од страна вели имате многу убава држава, ама имате многу отпад кој што е видлив. Немаме стандардни депонии, тоа сакаме да го направиме. Ги групиравме регионите 2 по 2, бидејќи не економски да правите депонија на секој регион. И одиме кон циркуларната економија, односно тоа го постојано го повторуваме и го насочуваме и стопанството така да се однесува сите вклучително, нели, од секој граѓанин па до крајот на државата, да ги намалиме количините на отпад или да го преработиме отпадот, бидејќи дел од отпадот се преработува и може повторно да се врати назад да се употребува како производ. Тоа е дел од циркуларната економија. А секако да ги убедиме граѓаните дека крајно време прво да не го фрлат отпадот каде ќе стигнат. За жал тоа го гледаме на сите улици, во сите паркови. Непримерно е кога одиме на запад да бидеме нели примерни, а кога сме дома да бидеме непримерни, сите ние тука живееме. И второ нешто, исто така во делот на управување со води, таму исто има многу работа, имате управување со речни сливови, имате собирање и третман на отпадни води, изградба на пречистителни станици, имате водоснабдување, мислам жално во 21 век ние се уште финансираме дури некаде и во централни подрачја на одредени општини системи за водоснабдување и канализација, вклучително и третман. Има многу активности. Во делот на клима носиме закон, сега влезе во процедура, владина процедура, закон за климатска акција. Конечно ќе го донесеме. Првичните импресии од законот се дека законот е добро направен, ама ја вклучивме луѓе вработени во индустријата кога се правеше законот, за да направиме еден баланс, да видиме да не биде тоа сериозен удар за индустријата. Полека ги запознаваме што ќе треба да се прави и таа е една нова материја, ќе ни требаат секако и тука човечки ресурси, ќе ни требаат финансиски ресурси. Европа и светот се заинтересирани секако и како и ние за климатските промени, ќе се инвестира доста тука, ќе има и доста и донаторски средства, така да чекор по чекор многу области се, многу работа има, ама јас велам секогаш дел министерството, дел општините, дел цивилниот сектор многу ни помага. Јас сум благодарна за тоа, имам убава комуникација, барем јас во овие 6 месеци имам убава сериозна комуникација со цивилниот сектор и секој граѓанин. Веќе кога спомнавте прочистителни станици, докаде е процесот со прочистителната станица во Скопје? Што се случи со тоа? Со пречистителната станица во Скопје во моментов доставивме барање до Европска инвестициона банка, они се лидер банка во процесот, заедно со го заемот е од таа банка и од Европска банка за обнова и развој, ама лидер банка е ЕИБ. Да не се зема во предвид еден од условите кои што беа за да можеме да одиме со авансно плаќање. Значи имаше два услова, едниот беше експроприацијата, тој е завршен, вториот услов беше урбаното планирање. Таму имаме, таа е малку подолга постапка и мислевме дека ќе се заврши побрзо, значи не ја прави министерството, ја прават општините каде што е опфатот на станицата, да тој услов не биде во моментов задолжителен, за да можеме да почнеме да плаќаме, авансно да платиме на компанијата за да излезе на терен да работи. Очекуваме банката, се надеваме дека што побрзо ќе ни го дозволи тоа, да пристапиме кон авансно плаќање и конечно да почне градбата на станицата. Кои се главните перспективи на клучните зелени прашања во земјата, да речеме во следните 10 години? Еве вие како министерство, како институција за животна средина, што се очекувате дека ќе биде најголем успех во наредните 10 години?
Ако воспоставиме основната инфраструктура за управување со отпад, тоа е тоа што го правиме со европски пари во моментов, и по пари се и со заем кој што го зема државата. Ако го намалиме загадувањето на воздухот, и тоа сериозно се прави овие неколку години, бидејќи секоја година се повеќе и повеќе се одвојуваат средства за замена на нееколошките системи. Имаме малку по-сериозна контрола на индустријските капацитети, особено оние кои што имаат IPPC дозволи на А ниво, тоа го прави државата. Јас се надевам дека тоа ќе го прават и општините на Б ниво. Ако воспоставиме управување со речен слив кој што треба да ни ги даде сите параметри за се останато. Бидејќи кога зборуваме за пречистителни станици, знаеме дека тоа е голема инвестиција, ама знаеме дека ќе биде утре товари за граѓаните, бидејќи тоа ќе мора да влезе во сметката на вода за граѓаните. Значи покрај водоснабдувањето и третманот секако мора да се плати. Ама ние мораме да научиме дека услугите за животна средина, ако сакаме да имаме чиста и здрава животна средина, прво дека треба да се однесуваме одговорно, секој поединец, јас тоа постојано го повторувам, да ги плаќаме услугите, ама и јавните комунални предпријатија да ни дадат подобри услуги. Двонасочна е приказната, не може да биде еднонасочна, значи не може само да очекуваме услуга, да не платиме за неа, или да платиме за услугата, да не добиеме добра услуга. Продолжуваме со заштитените подрачја, веќе сме на 13%. Јас баш денеска имав состанок со националните паркови, тоа веќе го правам овие 6 месеци неколку пати и ќе продолжам да го правам, бидејќи само со разговор со националните паркови ние можеме да ги натераме и парковите да почнат малку поинако да размислуваат, иако се во добра насока, морам да кажам. Значи сечата на дрва не е единствениот извор, тоа може да се прави кога ќе биде со план и со програма. Да заборавиме веќе на оние призори што сме ги гледале порано, нели, цели брда оголени, таквото нешто е се помалку и помалку, и јас се надам дека еден ден и тоа ќе го снема. Значи има многу работи на кои што треба да работиме. Ништо не се прави во животната средина преку ноќ. Јас знам дека сите сме нетрпеливи, и јас сум нетрпелива, и моите деца живеат и растат во Северна Македонија. Јас сакам да имаме подобра и почиста животна средина, ама сите заедно мислам дека чекор по чекор, ако се отворат преговорите со Европската унија, мислам дека позабрзано ќе одиме, подобро ќе биде, дека ќе имаме цел. Ние секако имаме цел членството во Европската унија, меѓутоа кога ќе почнеме да ги отвараме поглавијата, ќе видиме до кај сме и ќе треба малку повеќе да вложиме напор за да ги исполниме обврските. Дали воопшто постои политички консензус околу зелените прашања и агенди во земјата? Дали сите на, да речеме, на повисоко политичко ниво во државата се согласуваме дека тоа би требало да ни биде приоритет ако сакаме да напредуваме својо или независно од еј, или животната средина е бенефит за сите нас? Па мислам дека веќе не станува ни збор дали треба да има или не треба да има консензус. Едноставно, мислам дека сите веќе почна животната средина да ја гледат како еден од приоритетите во државата, што за жал не беше така до пред 5-6 години. Сега кога се дебатира за прашањата за животна средина, мислам дека и однапред има консензус, така да животната средина конечно мислам дека го доби своето внимание, она каде што требаше да биде. Почна кога се развиваат другите секторски политики, веќе без животна средина не се развива секторска политика, да речеме политиката за транспорт, за енергетика, за земјоделие. Имаме постојана комуникација со другите ресори, тоа е добро. Долг пат изодивме додека стигнавме до тука. Бидејќи ако сакаме одржлива држава, треба да ни бидат трите пилари битни: економскиот, социјалниот и животната средина. Ниедно не смее да му смета на другото, мора да има баланс. Кога имате балансиран развој на едниот и на другиот и на третиот пилар, ќе имате одржлива држава. Само така. Значи, во моментов има консензус, иако не размислуваме дали треба да има или не, има консензус и мислам дека има поддршка од партиите во државата. Дали воопшто може да се зборува за тоа, односно преку примери на кој начин зелените прашања може да се злоупотребат за политички цели кои што суштински не се поврзани со зелените идеи? Еве знаеме, може и во тој контекст да зборуваме следната година е изборна, како и секои избори, зелената програма не е изоставена од изборните програми на било кој од учесниците. Колку тие подоцна се злоупотребуваат? Кое е вашето мислење? Секоја партија прави програма за парламентарните избори. Јас учествував во последната програма на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија
И првото нешто што мене ме поканија кога се правеше програмата како техничко лице. И јас реков, мораме да им понудиме она што е реално на граѓаните. Вие можете да ставите во програмата што сакате. Можете да направите дека, не знам, Северна Македонија ќе биде најзелената, најубавата земја на планетата. Мораме да имаме, да бидеме реални кога ги правиме програмите, земајќи ги во предвод прво човечките капацитети и финансиските капацитети. И да им кажете реално на граѓаните што може да очекуваат во наредниот период од 4 години. Дека се злоупотребува животна средина, за жал се злоупотребува. Дека има се уште, не знам како да ги наречам, играње со животната средина. Има, не е убаво, бидејќи станува збор за покрај самата животна средина станува збор за здравјето на граѓаните. Не е убаво да се игра на таа тема, треба да бидеме реални, да кажеме ова ни е приоритет. Знаете, животна средина има многу подобласти. Не може сите да ви бидат приоритет во исто време. Секако ќе се одвиваат активности на оние што се помалку приоритетни, не смеете да ги заборавите. Ама ајде да си кажеме. Јас кога дојдов кажав, приоритет е отпадот, намалувањето на загадувањето на воздухот, водите. Не дека не работиме и на природа, не работиме на хемикали, не работиме на бучава и што све уште не ќе ми извинат колегите ако сум заборавила нешто. И за 4 години можеме ова, за 8 години можеме тоа, за 12 години можеме тоа. Мора да ги имаме во предвид капацитетите кои што ги имаме и навистина да не ја злоупотребуваме терминологијата и да не го злоупотребуваме зборот животна средина.